Здраво живо во уште едно издание на Скопје ми е дома, како целовечерно магазинско ТВ издание на Азбука на Скопје, на вашата вистинска телевизија. Јас сум Благој Шаклевски, битолчанецот во Скопје или англичанецот во Њујорк, како сакате. Повторно ќе зборуваме за вредностите и за тоа колку го знаеме градот, за кој што ете сите ние, кои што живееме овде, велиме дека ние дома. Многу пати и досега со многу мина соговорници сме проговориле за континуитетот, ајде да го наречеме на урбаното живење на град Скопје и докаде тоа допира, иако тоа може да се каже слободно дека важи за подрачјето на целата Македонија или што би рекле лаиците или народот, каде да копнеш ќе излезе нешто, или некој камен, или некоја коска, или некаков вреден скапоцен метал или накит. Токму на таа тема, со особена чест и задоволство, вечерва ќе разговараме, можеби и со еден од ретките вистински луѓе кои што ентузијастички цел свој работен па и животен век го посветиле на истражувањето на тој континуитет, почнувајќи, јас би рекол, од Адам од Говрлево, за кој што сме проговориле исто така, па до куќите жртвеници, пронајдени во околината, па до култот на големата мајка, преку она на што посебно се гордее Скопје како урбан континуитет, родното место на Јустинијан I Таор, Јустинијана Прима, на која што ќе ставиме убав акцент и секако да не го заборавиме Скупиот, каде што овој град го влече името, па преку византискиот период, кога еден период заради бројноста на црквите и монашките заедници за Скопје и за околината велеле дека е една мала македонска Светагора со активен духовен и монашки живот, па се до денешно време, кога се чини, за жал, ќе видиме дали мојот соговорник ќе се согласи, како да доволно не само што не ги познаваме, туку и не ги цениме и не ги вреднуваме, ајде да не бидам и премалодушен, можеби ги пустиме некои нешта кои што ни останале како наследство. Да не должам многу, имаме вовед со прилози и продолжуваме со разговорот. Градот Скупи. Скупи е стационирањето на 5-та македонска и 4-та скитска легија на теренот на новоосвоената Дарданија во времето на Тиберий, веројатно во 13-та до 11-та година пред нашата ера. Поинтензивна колонизација и урбанизација на градот веројатно се случила после 15-та година од нашата ера по формирањето на римската провинција Мизија Супериора. Според положбата, големината, четвртестата основа, маркантните фортификацијски елементи и друго, постои голема веројатност дека градот се развил од легиски логор Каструм. Во време на царот Домицијан, Скупи добил статус на колонија и неговото полно име било Колонија Флавија Скупиорум и во него биле сместени и служените ветерани од 7-та Клавдиева легија. Во градот имало и домашни староседелци со пајонско и дарданско потекло. Во текот на вториот век, Скупи добива особено репрезентативен лик, при што централно место зазема монументалниот театар. Во третиот век, искористувајќи ги битките за превласт на царскиот трон, во Македонија се пробиваат сарматите, а потоа готите и херулите. Во четвртиот век, во градот е забележано зголемување на градежната дејност. Тогаш е изградена и најрепрезентативната градба, Базиликата Еден, а кон крајот на четвртиот или во почетокот на 5-тиот век. Во градот била издигната уште една рано-христијанска црква. Царот Теодоси I при своите престојувања во Скупи во 379 и 388 година издал 2 царски указа. Во четвртиот век станал седиште на епископија, а покасно и на архиепископија. Познати христијански епископи на Скупи биле епископот Даки, епископот Парегори, митрополитскиот епископ Карос, митрополитот Јован и архиепископот на Јустинијана Прима Бененант.
Градот Скупје најверојатно не бил поштеден од стравотните разурнувачки напади на хуните во 447 година, а во 518-тата Скупи настрадал во катастрофален земјотрес забележан во хрониката на Марцелин Комес. По 518-тата престанува урбаното живење на римскиот град Скупи, иако постојат индиции дека животот во облик на помала словенска рурална населба продолжил се до 10-тиот, односно до 11-тиот век од нашата ера. Маркови кули. Маркови кули е доцно античка и средновековна утврдена населба која се наоѓа 4,5 километри на југоисток од центарот на Скопје. Качена е на источниот крај на планината водно во местноста Марково крувче, врз издаден и стрмен варовнички гребен 350 метри високо над полето и вардар во подножјето. Озгора има поглед врз полето многу километри на север, североисток и исток. Поврзан е со патот што поизо Хипса врти околу планината, а на тој пат израснале словенските средновековни села Сопиште, Водно, Нерези, Крушопек, Градачец. На зарамнетиот врв во 6-тиот век бил изграден еден необично силен кастел со големина 360 на 90 метри. Ѕидовите му биле широки до 2,5 метри и зајакнати со 40 кули. Овој голем невообичаено силен укрепен кастел со невообичаено големи цистерни за вода и невообичаено голем број кули служел како главна заштита и збег на жителите од рано византискиот град што стоел во центарот на денешно Скопје. Марков град. Марков град е доцно антички кастел и средновековна тврдина. Марков град привлекува внимание како со својата невообичаена позиција, така и со интересната композицијска диспозиција на составните делови од тврдината. Овој културно-историски споменик се наоѓа околу 2 километри јужно од селото Матка. Сместен на високите карпи што се наднесуваат на езерото Матка, точно во линија над средновековната црква Свети Андреј за околу 400 метри над неа. Се работи за останки од цврсто утврден пункт во планот составен главно од два дела – Акропола и Подградие. Тврдината долго време не била проучувана, веројатно затоа што се наоѓа на непристапна положба и за да се прииде денес на некои нејзини делови, представува извесен алпинистички подвиг. Во нејзините рамки се наоѓаат повеќе објекти, меѓу кои средновековната црква Света Недела и централен стамбен објект до црквата. Се враќаме во студиото, гледате Скопје ми е дома од Азбука на Скопје. Ова издание е посветено на континуитетот на урбаниот живот во Скопје. Ќе се обидеме, колку што ќе ни дозволи времето и приликите, да поминеме векови со, пак ќе повторам, особено чести задоволство. Со мене во студиото е, можам да ве наречам и стар пријател на телевизијата, бидејќи од самиот почеток на телевизијата сте со нас, магистар Киро Ристов, кустос советник, како статус рековме да бидеме прецизни, меѓутоа она што можеби лаиците би ги интересирало или повеќе би ве опишало како човек, јас во најавата и ќе си го дозволам тоа колку што ве познавам, е човек кој што работел на многу локации, кој што, како што кажа во генералната најава, животниот и работниот век, кој што се уште и трае, иако сте пензионер, се уште сте активен на терен. Сте го посветиле на истражување на токму континуитетот, ајде да кажеме, на цивилизацијското и урбано живење на овие простори, кој што допира многу на нас. Да не должам многу, ти ќе ме караат во режија дека и во најавата бев долг, да ви дадам збор, добре дојдовте во студиото и
Кој е тој порив и дали бисте се согласилете да почнеме така за опуштање од почеток со констатацијата дека кај да копнеш има камче или коска или накид во нашата убава, малечка, но пребогата Македонија, би рекли. Најпрво би сакал да ви се заблагодарам на поканата, на убавите зборови, на убавата најава, за се она што го кажавте за мене, мојот животен пат, за се она што јас до денес го имам работено и изработено, иако подетално тоа не го соопштивте, но има време во текот на емисијата. Да, ќе поминеме низ фази, да. Поминеме низ неколку фази, така што археологијата е, јас сум археолог по професија. Така. Археологијата е една извонредна една наука која и работно искуство, дава работно искуство која е не само што допира до почетоците на животот, на цивилизацијскиот живот, туку таа континуирано го проучува целиот развиток неизин до денешни дни. Би сакал да нагласам дека археологијата е наука која е единствено можно да го проучи животот на човекот од најрените почетоци па се до денешни дни, како што веќе и спомнав. Но морам да кажам дека таа е и наука која е тешка за работа. Многу предзнаење треба за неизе, многу големи познавања од областа на не само на археологијата се состои од повеќе гранки, како што се геодезијата, антропологијата и ред други гранки. Значи има еден метод на работа кој мора да се применува при археолошки ископувања за да се дојде до најдобриот резултат. Така и историја на култури и религии на крајот на краиштата, така познавање треба да препознаете базилика, црква, намена на објект. Сето она што се открива како движен артефакт од керамика, метал и така натаму, сето тоа треба да се познава за да може да се определи на кој период припаѓа тој локалитет што се изработува, што се истражува и на крајот на краиштата од работата произлегува еден труд, без разлика дали тоа ќе биде стручен труд во помали рамки или тоа ќе биде книга, сепак резултатот е крајниот продукт на сето тоа што го работиме како археологија. Мислам дека гледачите од прилика се запознаа со тоа, знаат што е археологија. Знаат, јас би рекол најмногу од Индиана Джонс и од некои такви филмови, меѓутоа намерно ви го зборувам ова бидејќи сакам да ве прашам. Не е добра споредбата, да. Но е комерцијално и е огромно влијанието на нели тие масовни медиуми во денешно време. Друго беше муабетот, бидејќи споменавме, ќе се навратиме и подоцна, како се решивте? Кажавте професијата, тешка, предизвик, љубопитност, сака една голема љубопитност и сака ентузијазам неверојатен, посветеност, веројатно можеби јас и би ја споредил и со ова медиумската, обично ние во медиумите велиме која ќе влезе црвот или чивијата и нема излегување. Веројатно и кај вас така. Како ја добивте идејата? Речи си во секоја професија и тоа, уште од мали нозе сум бил веројатно предиспониран да работам, да пронаоѓам некои интересни работи, одејќи по пат, да земам камче, да го гледам, да ми биде интересен, да земам некоја желевце, клинче, нешто да видам дали е тоа различно од она што јас сега го знам дома, татко ми што работи и така натаму. Значи, тој порив тлеел кај мене, тлеел и на крајот дојде до резултат да се запишам на археологија. Меѓутоа, ако веќе зборувам за еден мој животен пат, најпрво јас како среднист бев запишан во средно техничко училиште, па дел од мојата професија продолжив на машински факултет
И видов дека таму не оди како што треба и веќе ја променив професијата и тоа беше за мене окровление. Би рекол да се зафатам со една работа која воопшто не сгрешив. Во мојата продукција на работа имам 70 на проекти реализирано, 7 стручни книги имам изработено, напишено, 30 на научни чланци, учествувам многу симпозиуми и така натаму и така натаму. И се гледа, рековме, 2 години пензионер или нешто повеќе, а сепак што би се рекло народски, не може човек да ве задржи дома, значи повторно се на терен, повторно. Да. Значи тоа е она поривот од детски денови се уште трае и ќе трае, се додека здравјето не држи. За среќа има колеги кои го ценат нашето знаење, нашиот труд вложен во минатото, се уште сме добродојдени сега веќе во нивните истражувања, така да сметам дека имам се уште голема енергија за да можам да дадам оној максимум да се излече од мене, за да младите поколенија да дознат нешто повеќе за тоа што е труд, што е, како се работи, што се работи и така натаму. Ќе се вратиме подоцна на едни предпоставки. Јас предпоставувам, ќе си земам слобода да кажам дека може би и ваша на некој начин и животна желба за тоа каде се наоѓа Јустинијана Прима, меѓутоа ќе се вратиме прво на она што го одбележа вашиот научен ангажман, а тоа е Таур, родното место на Јустинијан I и местото каде што би рекле почна приказната, која што потоа се развива или се движела наваму на кај Скопје, или според одредени и научни предпоставки. Са тоа колку се оспорувани, издржани и колку има разни варијации на тема е друго прашање во кое што нема можеби ни толку детално навлегуваме, ако ќе ги спомнеме. Меѓутоа, подготвувајќи се за ова приказна, ајде да одиме, значи, врз основа на што, бидејќи во еден дел археологијата е сепак екзактна наука, опиплива е, значи се гледа, нема тука предпоставки и така натаму, или што би рекол народот баба лажи, трап не лажи, а тој трапот е, нели може да биде. Археологијата има предпоставки. Така. Може да се предпостави нешто во еднина. Што било? Меѓутоа дека постои. Сега можеме да нагаѓаме. Предпоставката се темели врз база на одреден пронајдок, на одреден артефакт. Таур се започна сосем случајно да се работи. Иначе Таур е откриен многу оддамна, за него знаеше уште Артур Еванс. Од 1900-та година, кога ги посетува овие краишта, освен Скупи, ред други локалитети, тој го посетува и Таур. И мајко го предвид името Таур и Тауресиум, сличноста на тие два топонима, доаѓа до сознание дека овде би можело да биде родното место на Јустинијан I Таурисиум. И он прави еден план, нацрт на локалитетот по свое видување. Ние го имаме на увид од неговата книга, така да многу не бил далеку од она што ние вистински го истраживме и го ископавме таму. Се извинувам што ќе ве прекинам, но и не можам да одолеам на идејата. Дали ова е уште една потврда на она испеаното во песните? Другите знаат, сам не се знаеш. Точно така. Значи, од неговото откривање на Таур помина 100 години, за да можеме ние да почнеме да го истражуваме. Точно 100 години би рекол, зашто? Затоа што Таур почнавме да го работиме 2000-та година. Значи од 1900-та година, 2000-та година, точно 100 години од неговото прво откривање и запишување во научните списанија. По некоја случајност, јас иначе по вокација сум праисторичар, а тоа е антика, но кога директорот ќе ти даде задача, мора да ја направиш, мора да ја извршиш, тука нема мрдање и така јас добив задача да го работам Таур, еве ти средства, еве ти ова, еве ти она, еве ти луѓе, оди и работи. Така Таур се откри. За мое големо изненадување, баш налетавме со еден
скопскиот жаргон. Да, ако, ова е на крајот на краиштата и опуштена емисија. Ќе се изразам на она што значи цврста градба, добра градба која даваше индици дека овде може да има и текако убави наоди во однос на архитектурата, а и тие истражувања во 2000 година дадоа многу убав движен археолошки материјал во смисла на монети, накит, керамика и така натаму, и ние во основа тие истражувања ни дадоа основа да претпоставиме дека овде има тој период го има, овој монетите се обележија од тоа време со жигови на владетелот и така натаму. Да, сето тоа со сите нишани што би рекол народот, да. Така да продолживме во 2001 година, веќе бевме охрабрени од овој прв истражувачки подвиг, веќе бевме охрабрени, директорот беше премногу задоволен, како да кажам, и продолживме. Сето тоа траеше до 2022 година, значи полни 22 години. За тие 22 години истражување имавме прекини неколку години, само да кажам некаде 3 или 4 години прекини. Во тие 22 години истраживме голем дел од локалитетот, истраживме дел систематско, дел со сондажни истражувања, онамо кај што тоа не дозволуваше просторот, затоа што дел од нивите беа во приватна собственост и така натаму, да не кажувам. Меѓутоа се открија некаде околу 600 монети, негде околу 5000 артефакти, би ке рекол, кои се продукт на избор од сите нив, се продукт на една монографија која излезе 2019 година. Така. Се наметнува само по себе овде прашањето, иако не е дел, нели, вие вашиот дел од работата сте си го завршиле и го вршите се уште, колку е тоа видливо? Јас кажав на почетокот и цело време проверува тоа колку самите се познаваме. Јас верувам дека на ниво на нашата држава, да кажеме, кога било откритието и годините што следеле, колку толку испромовирано преку расположливите начини, нели, медиумите и така натаму. Меѓутоа, колку е запознаена со приказната, ајде да почнеме од меѓународната научна јавност и колку е испромовиран или направен видлив локалитетот таму и дали имаме повратно во смисла на интерес, и од друга страна колку е тоа исто видливо во смисла на атрактивност, не само за странските туристи, туку и за нас. Затоа што ние секојдневно и се согласивме и во тој дел дека ние сега растеме ни деца или нови генерации, некои од нив не се невеќе деца, кои што нити нешто многу знаат за приказната, ниту пак имаат интерес, бидејќи се преокупирани со некои други нешта кои што им ги диктира денешницата. Уште на почетокот на истражувањата, фактички не на почетокот 2000-те, меѓутоа кога веќе 2001 започна систематски почна да се истражува локалитетот, веќе направивме веб страна. Сето тоа сите наоди од архитектура и движни наоди ги ставивме на веб страната. Ја го промовиравме локалитетот како родно место на Јустинијан Тауресиум, тргнувајќи од претпоставката на Артур Еванс, меѓутоа и од претпоставката на она што ние го откривме како архитектура, сите оние други сознанија што ни беа вклопени во движните наоди, што ги извлековме од движните наоди од архитектурата, и имав можам да кажам голем одзив од многу мои колеги од странство и така натаму. Книгата е ставена на една платформа Академија, која мислам дека некаде околу 900.000 прегледи има таа книга, некаде околу 200 данлоудирања и така натаму. Значи, плюс имам направено неколку поединачни стручни
чланци во однос на тоа што све е откриено таму. Така да има. Статии објавени во меѓународни списанија, соодветно. Има интерес, поготово ме радува што имаме домашна публика. Добро. Значи, нашиот локалитет е ставен во мапата на туристичките агенции, разни сојузи како велосипедисти, моторџи и така натаму, пешаци, планинари и така натаму. Го има на мапата на Google и ред други платформи, така што тој локалитет стварно го доживеа својот врв во однос на презентацијата. Не е тоа научна презентација, тоа е презентација, популарна презентација, но интересно е да се каже дека сега ќе одиме, сега тие што сакаат да дојдат, сега мора да одиме да го видиме родното место на Јустинија. И на крајот на краиштата луѓето сакаат приказни, особено туристите сакаат приказни, а тука има, особено ако таа приказна не е само обична приказна или народно предание, туку е подкрепена со релевантни артефакти, тогаш ги привлекува и љубопитноста. Морам уште ова да го кажам, се извинувам што ве прекинувам. Јас ве прекинувам. Значи, освен тоа што ние откривме таму, ќе кажам само еден детал што беше откриен во ми се чини 2003-2004 година, а тоа е монограм на Јустинијан врз работ на голем сад Питос, тие се големи ќупови за собирање на житок, фактички поранешните амбари и стоеле закопани во подот на куќата. На еден од таков најдовме монограм на Јустинијан. Тоа значило веројатно данок или бидејќи свештените лица биле задолжени за трговијата, биле задолжени за монетарниот систем, така што предпоставувам дека Јустинијан во одреден период, не толку императорот, колку што тие што биле тука, побарале помош од самиот цар. Сега, за да не плаќат царина по патот од Истанбул до тука, фактички од Константинопол до Тауресиум, го ставиле монограмот на Јустинијан и тука дошле тоа без проблем. Со врски, значи, јас сум од родното место на царот. Тие се ретки такви монограми на Јустинијан, ги има многу, меѓутоа тоа се распоредени во повеќе локации и локалитети. Кај нас засега нема откриено таков монограм. Јас мислам дека нема да ни стигне времето и покрај тоа што нема да имаме вибер јавување, ќе се обидеме пред да преминеме да направиме куса пауза со следните содржини. Јас би сакал да ве запрашам уште нешто во врска со видливост, јавност и така натаму. Значи, особено на Балканот, а и на други подречја на светот, секогаш кога историјата е тема, станува дел од некакви геополитички согласувања, несогласувања, политички игри, регионални и така натаму. Така што предпоставувам дека и тоа како момент може би лебди или лебдел при истражувањето, дотолку повеќе што не само во смисла на историското оспорување или и државноста на нашата држава, туку јас би ја споменал овде и Македонската православна црква, односно Јустинијана прима, ќе се вратиме во следниот дел од разговорот, меѓутоа би сакал овде малку само да искористиме да направиме една дигресија во овој дел, за она што ми го кажавте дека се подготвувавме, дека постои предпоставка дека пред да биде Јустинијана прима изградена, а ќе откриеме подоцна каде, дека самиот цар ја формирал, односно ја сместил патриаршијата, така патриаршија точно? Архиепископија. Архиепископија во тоа време во Таур. Да. Мислам, тоа е моје мислење. Ваше мислење самите истражувања постојат верски објекти кои што се за жал немаме откриени верски објекти, но имаме откриено многобројни крстови. Многобројни крстови и со тоа ни покажа дека тука мора да има верски објект, а верскиот објект е лоциран токму на оние парцели каде што не можевме да истражуваме.
На тие приватните имоти. Да, не се работи за некој велелепен или голем или што ја знам каков раскошен верски објект, но тоа го имало. Како седиште, како столица, што ви Тоа ни кажува и многобројните наоди на тегови за кои биле задолжени токму свештените лица. А теговите служеле за проверка на златните монети, за трговија, мерење и така натаму. Тоа се специјални тегови, не се тие оние тегови од кантарите, него специјални тегови од, да кажеме, 0,5 грама па се до 1 килограм, би рекол. Тоа е една од предпоставките што ме натера да помислам дека би можело тука да биде привременото седиште на архиепископијата Јустинијана Прима. За жал, немаме опипливи докази тоа да го докажеме, затоа што тоа лепди во... Добро, предизвик за некоја една генерација или за некој веројатно така ќе биде, во колку се истражеше и тој дел што сакавме тоа да го направиме, може би ќе имавме некој поверодостоен и бил опиплив доказ за ова моја предпоставка, но ете, за жал, јас во мојата кариера не успеав тоа да го направам, меѓутоа ја фрлив рекавицата на идните генерации да продолжат со она што јас го почнав, тие да го завршат и да го потврдиме тоа што е моје мислење. А ако овде е привременото седиште на архиепископијата, тогаш мора да е многу блиску и Јустинијана Прима. Така, тогаш каде би била Јустинијана Прима? И покрај тоа што малку на север нели се промовира едно место, ќе проговориме малку и за тоа. Так. И памтете ми го зборот и околу интуитивноста, јас би сакал малку на луѓето кои што посветено и долги години се занимаваат со одредена работа, веројатно се подпирате во тој дел на интуицијата и веројатно имате примери за тоа дека не ви излажала, бидејќи јас познавам луѓе кои што дури дотаму одат што викаат, бе чувствувам дека нешто има под мене каде што стојам и така натаму, така што не ви ни требаат детектори, мајќи го искуството. Да појасниме само на почетокот, пред да ги видиме другите содржини, дека видовме некои содржина, да мислат гледачите дека се работи за грешка. Марково крувче и Марковата тврдина. Има многу места околу Скопје и во Скопје, кои што го носат на некој начин името на крали Марко. Има и Маркова нога, како на други подрачја на Македонија и така натаму. Маркова воденица чинам или... Има многу топоними со името на кралот Марко. Меѓутоа, ќе се навратиме на тоа малку подоцна хронолошки, бидејќи и таму сте работели на таа тема, а сега ќе предложам да направиме куса пауза и се враќаме по неа во студиото да проговориме за тоа каде би можела да е Јустинијана Прима. Јустинијана Прима. Нов град во овие краишта и наследник на скупи во правени црковен поглед. Градот го изградил Јустинијан први за да се одолжи народниот крај. Градот бил опкружен со тврдини. Во 518 година градот Скупи бил разрушен од земјотрес и набргу по овој настан во негова близина бил изграден нов град. И за таа намена од Скупи бил пренесен представителниот градежен материјал што е пронајдено и од досегашните ископувања на Скупи. Многу столбови и капители, довратници и надвратници, скалила, делкани блокови, украси од фасадите, односно само од театарот околу 2000 големи камени блокови биле однесени по земјотресот. Време што се совпаѓа со градењето на Јустинијана Прима. Јустинијан први во 535 година ја формирал и автокефалната архиепископија Јустинијана Прима, со седиште во истоимениот град. Црковната традиција ова архиепископија ја поврзува со Охридската архиепископија, затоа охридските архиепископи од 12 до 14 век ја носеле титулата архиепископи на Јустинијана Прима. Архиепископите биле наследници на скопските епископи, а епископот на Јустинијана Прима Анти станал архиепископ на сите дијацези во источниот Илирик. Ова е запишано во 131-та Јустинијанова новела, а на која се темелат правата, привилегиите и самостојноста на Јустинијана Прима.
Таа традиција се изразувала и во стремежот и барањата на македонските преродбеници за автокефална црква во 19 век. Дали знаете дека збирката од литографски споменици пред музеот на град Скопје е составена од 30 камени споменици од градот Скупи, откриени во локалитетот во подножјето на Зајчев рид, на само 5 километри од денешниот центар на градот. Преку овие камени споменици може да се направи хронолошки пресек низ материјалната и духовната култура во римскиот период од 1 до 3 век, а одбрани се ексклузивни, раритетни предмети со голема естетика, материјална, историска и археолошка вредност, споменици кои се разликуваат според намената и поводот поради кој биле подигнати, според материјалот и според статусот на личностите на кои им биле посветени. Интересен е податокот дека 4 гробни ковчези, веднаш пред влезот на музеот, биле откриени во една од најурбаните населби на денешно Скопје, во Карпош 3, во околината на денешниот трговски центар во таа населба. Дали знаете дека во градскиот музеј во витрини се изложени хируршките инструменти на хирургот од Скупи, кои потврдуваат дека медицината била на високо ниво? Хирургот од Скопје вршил операции сложени и за денешната медицина, за кое постојат сериозни индиции. Во гробот на хирургот од Скупи се најдени бројни наоди. Лекарот хирург, според наодите во неговиот гроб, се служил со железен скалпел, медицински прибор од бронзено садче, капсула, медицинско огледало, потоа чаша, бронзен сад, црпалка, 2 паници со лажици направени од коска, кантар, други инструменти, стаклено шише, прибор за козметика, коскено кутивче, огледало со рачка, рачка од бокал со лик на него, питера, метална ампула, алабастрон, камена палета, коскена статла и друго. Не случајно Асклепиевата заклетва и фармацевтскиот знак се појавиле во Македонија. Скупи е само еден пример за продолжената високо развиена медицина. Се враќаме во студиото, Скопје ми е дома, разговараме за континуитетот на урбаното живење во градот Скопје. Затоа се толку различни содржини кои впрочем можете да ги видите и во другите термини на нашата програма, во обид да бидеме и едукативни и да ја разбудиме љубопитноста, особено кај помладата генерација, да се впуштат во еден потфат и мојот соговорник вечерашен, магистар Киро Ристов, да обезбеди наследници во професијата, нови деца кои што ќе ја освежат со нов ентузијазам. Значи, кустосоветник, поранешен вработен во музеот, сега во пензија, меѓутоа се уште активен на терен, археолог по вокација. Разговараме за континуитетот, од Таур стигнавме до Јустинијана Прима. Јас споменав во претходниот дел од разговорот дека политички гледано, и тоа не е само политички, јас се сеќавам и како дете, бидејќи мене ме интересирало еден период, сакав и јас археолог да бидам, например. Тоа сите имаат веројатно такви фази заради авантуристичкиот чувството дух на откривање, да, чувството на пронаоѓање, чувството на тоа што ќе го најдеш дека е различно од она што го гледаш во твоја близина. Јас се шегувам со Троја, бидејќи бев тинејџер можеби кога нели излезе теоријата на Салина Спрајс и на ова различната од Шмемана, во меѓувреме се појавија во независна Македонија некои други теории на некакви си анализи со некакви топоними овде. Мислам дека и во Турција има уште неколку потенцијални
локации, така да колку што има трои, веројатно се применува формулата на се друго. Намерно го правам овој вовед заради Јустинијана Прима, односно заради тоа што кај нашиот северен сосед Србија веќе постои една локација која што се нарекува Царичин град. Или не знам, двор можеби го сретнав негде или не знам зашто ми се врза во паметот, во близина на Лесковац, која што тие, односно тамошната научна јавност ја работи, ја промовира, ја истражува, дури и со меѓународна поддршка како откритие на Јустинијана Прима. Таму е или тука е во Скопје, бидејќи според вашата теорија и според теоријата на Артур Еванс кој што го спомнавме, со еден цртеж од таму од пред 100 години кој што го направил во чаршијата, веројатно имало остатоци, односно чаршијата почива на локалитет од тоа време. Најпрво да кажам дека политиката многу ретко се меша во археологијата. Археологијата е екзактна наука. Таа она што ќе се открие во археологијата, тоа е веќе предмет кој веднаш може да му се одреди периодот и така натаму. Ако политиката дозволи да се открие, или ако политиката не му стави по инаков контекст. Бидејќи имаме искуства и каде што политиката криела некои работи. Не можам да навлегувам во таа проблематика, бидејќи сепак политиката е една подруга наука која независно од нашата ја креира својата вредност, ние си ја креираме с нашата, така што во однос на тоа, сега да се вратам на темата за Јустинијана Прима, секако Царичин град е еден феноменален локалитет близу до Лебане, до Лесковац, кој се истражува повеќе од 30, можеби и повеќе години, заедно со една француска екипа. Моите колеги од Србија, заедно со француска екипа, веќе долго време го истражуваат и прилично имаат истражено од него, така што сличен е на описот што го дава Прокопиј за Јустинијана Прима. Меѓутоа, сепак, моите видувања отидоа дотаму дека овој град или овој локалитет не може да се совпадне со она што Прокопиј го кажува. Или, да кажеме сега, помислата на Јустинијан каде би го лоцирал својот градот кој ќе го носи неговото име. Така, тоа е едноставна логика на крајот на краишта. Значи, јас тргнав од таа предпоставка. Ако сум јас Јустинијан, каде би го лоцирал тоа? Тоа би го лоцирал на некое место, каде што нема да го ставам горе на Ридот, таму се лоцирани обично рурални, селски средини и така натаму, иако во тој период имаме најазда на варварите, сепак јас би го лоцирал во низина, многу блиску да биде на Рим и на Константинопол. Значи, тоа е една од логиките во кој тргнав, имајќи го предвид исказот на Прокопиј. Прокопиј е современик на Јустинијан, кој бил негов биограф. Се извинувам како лаик, може би, не знам сега, ајде се мешам кај што не ми е место, меѓутоа, ако постоеле еден куп Александрии на времето, кои што биле градени по ист терк и по ист модел и урбанистички план, тогаш е можно да има и повеќе Јустинијани во околината на Балканот, кои што би биле на некој начин задужбени на некој член на семејството или на некој... Точно така. Така да од таа смисла тоа, врз основа на тоа помислив дека старата Скопска чаршија би можела да биде баш токму оној простор каде што би можела да биде сместена Јустинијана Прима, затоа што старата Скопска чаршија во тој неизин габарит опфаќа точно некаде околу 40-50 хектари, што би било оптимални граници за да може да се смести еден, да кажеме, помал град, како што е Јустинијана Прима. За сметка на тоа, многу други локации
со изградени тврдини гравитираат околу Скопје, правејќи одбранбен штит на самата локација. Тоа е првата и основна теза за да може да обстои еден град, да се брани, да биде обезбеден, да биде обезбеден и да се брани со војска. Втората работа која помислив тоа е локалитетот Марково Крувче. Марково Крувче е токму на источниот јазик, завршница на Водно. Многу малку скопјани го познаваат дека таму има една огромна тврдина, незамислива огромна тврдина во која се сместени 2 резервоара за вода, од кои зафаќаат капацитет од над 4000 литри кубни 4000 кубни метри вода, што би значило во бројки за напојување на град од 20 до 25.000 жители, што е оптимално би било Јустинијан на пример во тој период. Третата работа која Аз се извинувам што ве прекинувам. Ако не е Јустинијан на прима, постојат ли други историски извори што би можело, тока 20-30.000 луѓе во каква урбана единица да живеат, ако знаеме дека Скупи престанал да постои во 6 век, на пример? Тоа би било Јустинијан на прима, не може да биде друго. Ред, на пример, го следев Данило Коцевски, кој со своите репортажи даде еден огромен придонес, исто така да помислам дека на тој простор на старата Скопска чаршија се наоѓа тој град Јустинијан на прима, заради тоа што толку многу антика, толку многу град би има откриено, делови од град би мермери и така натаму, што за жал во последно време со оваа силна урбанизација тоа све почнува да се заташкува. Не би рекол да се заташкува, да се покрива. Може би еден ден ќе има простор да се Хотелот Арка, копањето на темелите, има логика да се спомене во овој контекст или? Може, затоа што бев до собственикот на хотелот Арка, каде што тој ми спомна дека на толку и толку метра нашол тоа, во дворот нашол арки и така натаму, сега да не го цитирам човекот. Во секој случај, сигурен сум дека тука има нешто што би можело да биде нешто асоциација на Јустинијан на прима. И уште една работа што тука влева надеж, а тоа е аквадуктот. Така, да. Кога го спомнавте резервоарот, одма ми отиде паметот на аквадуктот. Исто така, јас сметам дека е 5-6 век тука некаде. Може би градот постоел, затоа што, видите, на калето, Скопското кале, 6 век, доцен Рим, односно оној период од 5 и 6 век нема. Каде е? Мора да е тука, значи. До него. Не може да има празен простор во континуитетот. Значи, ова била акрополата. Така, да. Значи, тука било војската на тој простор. Така да има многу елементи кои тој простор го врзуваат со констатацијата дека би можело да биде. Аквадуктот има неколку теории за него. Најпрво дека тој е од 5-6 век, граден можеби не од Јустинијан, можеби нешто порано, али кога се гради, кога се има потреба да се изгради големата тврдина Збек, Маркови кули, тогаш аквадуктот можеби се уште работи, меѓутоа тоа е за обскрбување на сите оние сето она население кое би се засолнило во случај на опасност, во случај на наезда на варварите и така натаму. Втората теорија за аквадуктот се смета дека е од средниот век, односно од почетокот на османлиското владење, но сепак има претрпено доста реконструкции, доста поправки, археолошки истражувања посериозни не се вршени на тој простор, така да се уште сме во дилема дали е тоа 6 или малце покасно.
Цртежот на Сер Артур Еванс, прочем исто така на цртежот има арки. Така е. А вие како аргументација дори се повикувате на имиња на улици од едно време, нели, на улици кои што биле низ чаршијата и кои што го носеле името или на Јустинијан или веројатно поради континуитетот, традицијата, народното предание и така натаму, а народот секогаш го чува тоа. Постојат ли други траги, бидејќи рековме дека е екзактна наука, значи во чаршијата ние сме информирали и за стари дуќани од некое време, за стари ѕидови и така натаму, таму има и многу објекти од исламската култура, нели, амами кои што денес имаат сараи и така натаму, кои што имаат денес друга улога, а тука и црквата Свети Спас, са тоа што ми текнува вака на прва рака. Меѓутоа, дали постојат, не знам, градежен материјал, ѕидови, предпоставки и така натаму, колку Значи сите тие остатоци од стари градби ги има Данило Коцевски обработено во своите репортажи. Например, кога се градела стоковната куќа мост. Има откриено брдо мермерни елементи од некоја градба. Во многу дуќани, во подрумите, кога се копаат подрумите, се наоѓале мермерни артефакти, така да многу има. Поготово она што го спомна, јас бев, уште еднаш ќе нагласам кај директорот на сопственикот на Арка, кога тој го спомна она што го рече, тогаш нема, моите дилеми веќе исчезнуваат, нема. Каде натаму, да речеме, убаво споменавте вие, значи Скопје е еден град кој што се развива, колку правилно и колку, нели, сето тоа законски или во рамките на регулативите е друго прашање, нели, за друга тема, за друг вид на емисија. Меѓутоа, сета таа урбанизација, динамика, развојот, впрочем, обично вела дека археологијата и не е многу посакувана кај луѓето кои што трчаат по развој, бидејќи им ги поматува плановите. И сме имале примери на земји во светот кои што, да не речем, пренасочувале траси на автопати и магистрални регионални патишта. Скопје... Која е надежта кај нас дел од тоа да биде откриено, аргументирано, да продолжат истражување? Можно ли е тоа? Сепак, тука би рекол дека можеби политиката ќе даде свој збор за да може тоа поддетелно да се истражи, да се испита. Сепак за старата Скопска чаршија постои закон за заштита, кој треба да се применува и да се почитува, но колку што гледам тоа за сега не е баш така. Иначе интересно е развојот на Скопје од 6 век се задржува на Калето. Значи Калето, средниот век, тој градот Скопје и околината, во основа средновековниот град Скопје е градот, а подградијето е токму старата Скопска чаршија. Значи све врз зградите, врз објектите што ги прави Јустинијан. За жал, тие градби, доградби и така натаму со тек на вековите добиле друга димензија. Освојување од османлиите и така натаму, каде што... Добро, османлиите сето тоа што е јавна градба го претвараат во нивен објект. Така да тука е... Така да многу веројатно е сите овие маркантни објекти низ чаршијата да имаат историски слоеви. Своји историски слоеви во нивните подруми. Така. Јас овде ќе предложам уште една куса пауза со уште некои прилози и потоа се враќаме во студиото во завршниот дел од разговорот. Музеј на старата Скопска чаршија. Основан е со задача да ја прикаже историјата, културата, вредност и занаетите во чаршијата. Поставката на музеот се состои од археолошки, историски дел, уметничка галерија и етнолошки дел.
Во археолошкиот дел се прикажани предмети добиени како резултат на археолошките истражувања спроведени на просторот на чаршијата и на тврдината Кале, кои се однесуваат на периодот од средниот век до отоманското време. Најзастапени од овој период се монетите и предметите изработени од керамика, кои што сведочат за разновидната трговија и култура на просторот на чаршијата. Историскиот дел бил отворен во 1985-та и во него се изложени фотографии, карти, табеларни прегледи и планови, кои сведочат за развитокот на чаршијата низ историјата. Јустинијановото право. Ова право не само што е најважниот историско правен споменик, туку е синоним и правен извор на денешното современо европско право. 349-та година, како била реализирана идејата на Јустинијан, настојувајќи да ја врати големината, силата и цврстината на организацијата на Старата Римска империја, која веќе била разнебитена од внатрешни немири и напади на незините граници. Јустинијан формирал комисија од 16 правници и ги задолжил да го селектираат и содржински оформат целокупното правно наследство на класичниот период и сите прописи кои ги издали императорите пред него. Најпрво бил објавен пречистениот зборник на императорските конституции издадени уште пред Јустинијан. Текстот на овој зборник не е зачуван. Потоа во 533 година била објавена кодификација на класичното право под името Дигеста, латински поим што означува нешто што е изложено со одреден редослед. Дигеста е составена од 50 книги, книгите се поделени на поглавја, поглавјата на фрагменти. Секој фрагмент представува извадок од дел на некој класичен правник. Подолгите фрагменти се поделени на параграфи. Книгите, поглавјата и фрагментите подоцна се означени со редни броеви. Фрагментите се извадени од околу 1500 книги од 39 најпознати правници. Во Скопје е прогласен Душановиот законник, чија основа е содржана во начелата на Јустинијановиот кодекс. Се враќаме во студиото во завршниот дел на разговорот на ова издание на Скопје ми е дома, посветено на континуитетот на урбано живење на градот Скопје од предисторијата до денес со акцент на фазата, да речеме, Јустинијана Прима. Со мене во студиото магистар Киро Ристов, кустос советник, археолог, долгогодишен истражувач и се уште неуморен истражувач на повеќе локалитети и периоди од историјата на Скопје. Застанавме кај таа Јустинијана, рековме да бидеме воздржани, да не провоцираме, бидејќи колку и да сакаме да не е политиката или да е вмешана во целата приказна, на крајот на криштата многу нешта зависат, а впрочем, меѓу другото, оттаму зависат и парите, покрај озаконувањето на нештото. Јас би се вратил сега повторно, се надевам дека целта ни беше да ги заинтригираме со љубопитство младите, да истражуваат, да шетаат низ чаршијата, да бараат некој интересно камче, да ги проверат зидовите за кои што зборувавме и така натаму. Рековте дека сте работеле со многу студенти. Јас кажав во еден дел, приватизирајќи го разговорот, дека како средношколец си имав и другари, и криво ми беше оти мене не ме одбира, ама во тоа време можеби и требаа пријатели за да те одберат да работиш сезонски да помагаш при археолошки истражувања. Меѓутоа многу често знаевме да одиме во Хераклеја, која што ја имаме во Битола, и знам каква беше радоста кога ќе си најдевме некоја керамика или некоја рачка од некој керамички сад во околните Лозија, кој што исто така беа приватен имот, и дел од нив, ете, ќе открием, ќе опретизирам разговорот, и си ги чувам, затоа што буквално беа тврдени покрај патот во тревата. Како ќе... Тоа ве врзува со поранешната традиција. Таа е
тоа е ненадмирливо чувство, затоа што веќе оној што газел тука го имал некој и почит, да, и енергетско врзување некое на континуитетот, на културата и на се. И тоа е така и веројатно затоа сме ние вака малку и чуден народ. Ајде да не се фалиме само, имајќи изобилство од сето тоа. Новите генерации, на самиот крај нормално да се зборува за иднината. Вие кажавте дека низ вашите раце поминале студенти, повеќе љубопитни, помалку љубопитни и така натаму, меѓутоа како е реално и искрено во овој момент ја гледате иднината на професијата? Ете да кажеме, бидејќи нема да биде далеко од вистината ако заклучиме дека можеби сите професии или оние што се сметаат за малку исплатливи и ризични, сакаат многу учење, сакаат теренска работа, работата на археолозите знае да биде и валкана, и на сонце, и така натаму, и тешка, и физичка. Има ли иднина? Има, археологијата има иднина. Предпоставувам дека на факултетот, иако сега помал број на студенти се запишува, сепак од минатите години имаме поголем број на студенти кои сега при крај се и веќе го даваат оној максимум што треба да се даде за еден студент, за да може понатаму да се види каде би можел тој да го најде своето вработување. Интересна е состојбата со археологијата и студентите. Кога имаме период на поголеми истражувања, кога се вклучени голем број археолози, големи тимови, тогаш имаме и многу поголема продукција на запишување на студенти на факултетите. Так. Тоа беше период на оној наплив на археологија во период од 2007 до 2013, 12, 14. Да, тогаш кога одредени општествени структури велат дека премногу се вложува во наводници, ќе цитирам, така наречена мртва култура наместо тогаш се запишува по 40, по 50 студенти на година, можеби и повеќе, јас не знам, но сега веќе имаме многу помал број на студенти кои се запишуваат на нашата група. За жал, затоа што сакам што повеќе студенти, бар тие ентузијасти што се да се запишуваат на нашата група, затоа што ако продолжи ваков тренд може да дојде до замирање на нашата професија. Па нема да ни треба некој да не негира, простете на дигресијата, сами ќе си се така што од сите тие запишени студенти, да кажеме 30, 40, 50% ќе ги си го најде своето место во институциите и ќе можат да продуцираат својата енергија, својот ентузијазам баш на откривање на старите градови и тврдини. Народот вели треба нешто ти запее во градите за да, баш така, јас се би вратил пак така мистично на таа интуицијата која што ја спомнавме за крај. Вие рековте дека од секогаш сте знаеле дека ќе бидете археолог и покрај тоа што сте студирале и сте лутале, меѓутоа цело време лепдело тоа во приказната. Ај малку да завршиме со некоја таква мистична анекдота, за да ги заинтригираме уште повеќе и да направиме во вето некоја следна средба, можеби таму на терен некаде, на некој од локалитетите што ги споменавме, па да им покажеме на лице место тоа за што зборуваме. Некоја таква анекдота од типот како имало чудни коинциденции на нештата. Интересно е што јас кога се запишав на групата Историја на уметност и археологија, бевме 130 души запишени. Од нив бар едно 40% бевме дојдени од други факултети. Значи, тогаш беше помислата, еве сега оваа група е малце полесна, еве оваа група сега има помалку испити, ние сега на Машински имаме 40, а тука има 20 и нешто, така што можеби помислата на некој од нив била таа. Меѓутоа, кога почнавме да студираме, кога осознавме што значи археологија, што значи историја на уметност, веќе почнува на друг начин да се размислува. Тоа е, професорите ти го внесуваат чувството. Чувството, фактички, вие имате чувство на припадност. Јас во една прилика изјавив, ако го немате чувството на припадност на својот народ, тогаш џабе е животот, џабе живееме.
Мора да имаме се чувство. само потврдувате идентитетски на некој начин за се тоа за што сте имале дилема и го добивате. Така да секој студент кој ќе почне да студира, кој ќе увиди што значи археологија, кога професорите ќе му го дадат своето максимално знаење, би рекол, тогаш се буди оној, би рекол, ентузијазам и чувството на припадност. Или што би рекле повик во буквален смисла на зборот. Да, и тоа се врзува со одење на терен, со прљање на рацете. Јас стално им викам, вие не можете да видите археолози ако не си ги испрљате рацете. Значи, морате да го земете артефактот, да го истриете и да го на крајот. И на крајот уште една анегдота, јас така секојаш на студентите им кажувам, викам, ние работиме со шпакли, со метли, со четки, со игли, со и така натаму, со копачи, лопати, тоа. Меѓутоа има еден инструмент што е најважен за археологот, а не е од тие. А секој ден го носите со себе. Што е тоа? Срце. Ноктот. Значи, се што правиме. Така е, да. Ете, убава поука како провокација. Ви благодарам за издвоеното време, благодарам за гледачите што беа со нас во овие минути изминати. Помудри од нас веројатно рекле дека ако човек го работи тоа што го сака, ниту еден ден во животот нема ни да работи, бидејќи сето тоа ќе му наликува на игра. Со мене беше магистар Киристов, благодарам, закажуваме средба на терен, а во меѓувреме и закажуваме средба со гледачите во ново издание на Скопје ми е дома за 7 дена. Довидување. Одлично. Večno